поголем дел од предлозите за измена се подобрување на постоечкиот закон. Има некои предлози кои тешко ќе поминат воопште во праксата, затоа што едно е желбата, а други се практичните можности. Една од измените Министерството за економија има упатство, барање од владата на Република Македонија да има се поголем степен на финализирање на металите, конкретно се однесува на металичните сировини, да има финализирање до готов производ. Тоа е логично затоа што на тој начин ќе се зголеми и реализацијата и извозот, вкупниот извоз од Македонија. Конкретно се бара, конкретен предлог има за златото. Меѓу другите Бучим произведува злато, да златото биде ставено на располагање на Република Македонија, односно на Народната банка при Република Македонија, како готов производ, што ќе биде тешко изводливо, бидејќи ниту еден од преработувачите на руди за метали во кои се содржат и племенити метали како злато и сребро, нема можност за финална преработка и доработка. Тоа е и наша желба, меѓутоа тоа ќе иде тешко, бидејќи ние немаме металуршки комплекси, а и тие што ги имавме металуршки комплекси не работат, така да некои прашања од практични причини не ќе можат да бидат реализирани барем во догледно време. За да се реализира едно таква финална добивање на финални производи треба капацитети кои Македонија ги нема, и имајќи предвид колку имаме ние сировини, по мое мислење многу тешко ќе може да се направат економски оправдани објекти. Тоа е желба, меѓутоа праксата ќе покаже. Од друга страна, тоа се веќе приватизирани рудници. Ние, како Бучим, продаваме бакарен концентрат во кој има бакар и злато. Не можеме да го условиме, или тешко можеме да го условиме купувачот, да кажеме ќе ни го вратиш златото, задржи го бакарот, така да има доста повеќе од овие предлози се стратешки, важни, но времето ќе покаже колку се остварливи. Бучим е еден од производителите на злато во Македонија. Ние произведуваме околу 400 килограма злато на година, што како бројка не е за подценување. Вие сите пратите и знаете дека имаше една одредена парола дека државните резерви во Македонија се пополнети со злато произведено во Бучим. Тоа е теоретски така, практично не е така, бидејќи ние испорачуваме концентрат во кој има злато, и кое злато ќе се врати, дали бучимското, дали од Јужна Африка, дали од негде ќе се врати, значи злато е злато, така да не може баш да се поврзуваат релациите, бучимско злато и така натаму. Тоа е еден период во кога беше државен капитал, кога беше се под државата на Република Македонија, сега се тоа приватизирани фирми, значи барање да се помогне, но тоа ќе биде продадено по цените кои важат на берза. Така да и Народната банка на Република Македонија би си го откупила по цени кои важат на берза. Јас да ви спомнам дека имало во минатото, во времето на социјализмот, и чудни релации. Бучим конкретно продава скоро 2 пати поскапо злато на Народната банка на Република Македонија од цената на берзата. Меѓутоа тогаш биле државни интереси, и ова државно и ова. Сега се различни интересите. Државата не е спремна да плати повеќе од берзата, а Бучим не е спремен да го продаде помалку од берзата. Законот за минерални суровини да го подобрува доделувањето на концесиите за детални геолошки истражувања и експлоатација на минералните суровини, и точно во делот на ископот на минералната суровина. Така што во претходниот закон имаше и некои недостатоци, што сега технички ги уредуваме и го подобруваме текстот на Законот за минерални суровини. Исто така, сега подземните води ги враќаме од Министерството за животна средина и просторно планирање, од Законот за води, ги враќаме во Законот за минерални суровини како минерална суровина подземна вода за пакување.